Здраво на сите. Еве денеска снимам и трето видео. Иако ветив дека нема да снимам толку многу видеа на ден, сепак сакам овие што се уште основните работи да ги поминеме побрзо, за да може да одиме со нови теми и нови содржини. Че во принцип сега на истите теми што ги имам поминато во претходниот серијал, пробувам да правам некое надополнување, значи да ги спомнеме и плюс да кажем некои работи што мислам дека треба да се спомнат. Кој што реков, значи со видеата пишувам и нешто како мини книга, значи дополнителен материјал, и значи најпрво го пишувам ова, потоа за истото снимам видео доколку имам потреба, доколку не пишувам ново, и каде што имам потреба само значи таму снимам видеа. Значи сега сме уште кај делот кај што зборуваме за меморијата, за value types и reference types. Значи овие работи некој ќе рече дека не се битни, но во принцип се многу битни да знаете како во позадина функционираат сите тие работи. Поготово докато работите со игри на мобилни девајси и такви работи, значи кога ќе дојдете дел за оптимизација и такви работи се многу битни. Значи мора да ги знаете, не дека за докато работите нешто друго дека не е битно, значи како и да е, значи утре ќе работите, значи работна позиција ќе ви биде инженер, за да бидете инженер, значи мора да знаете се што, како и каде работи. Значи теоријата во пракса како функционира. Значи во ова видео ќе позборуваме за разликата што е кога правиме passing by value на променливи во методи и passing by reference. Значи ево овде во текстот не е кој знае колку многу текст, на брзинка е објаснето која е разликата, меѓутоа да пробаме и практично во видео да ја погледаме разликата. Ајде во Visual Studio правим да напишеме еден краток пример за passing by value. Иако значи треба да го знаете ова, но ајде сепак да го поминеме. Ќе креираме една променлива, да речеме my_int, ќе ја крстиме и ќе ставиме вредност да има 50. Потоа ќе креираме една public static void pass by value функција, метода, и таа ќе има параметра, значи ќе праќаме integer, да речеме par 1. Не, ајде 2 нека биде. Не, ајде. Не ме бива за кум како и да е. Не може да се одлучам за име на променлива, а не утре некој да ми рече ајде за детето име да ми дадеш. Океј, мала шала. Да продолжиме. Рековме, креиравме статичка метода која што прима integer параметар и ајде натре ќе речеме my_int2 е еднакво вредноста да ја смениме во стотка. Потоа овдека right line ќе ја печатим, требаше пред да повикаме функцијата, што овде pass by value ќе ја повикаме, pass by value, и ќе ја пуштиме ова што ни е горе променлива, а потоа ќе овдека, откако ја повикаме, ќе ја искористиме и ќе речеме ајде повторно да ја спечатиме вредност. Значи во овој случај, значи како што гледате, значи креираме променлива и ставаме вредност 50, повикуваме функцијата my_int и ја праќаме ова променлива горе што има вредност 50 на таа функција, таа метода. Значи го праќаме како параметар my_int2, потоа велиме ок, промени вредност на параметарот во стотка, значи ние праќаме 50, ок, видиме 50 сега е стотка, и потоа гледаме, ја печатиме оригиналната променлива да видиме дали е променета вредноста. И ако се работи како што треба, значи треба да не е, како што гледате ни останува во вредноста 50. Значи ова е разликата што е помеѓу pass by value и pass by reference. Ќе зборуваме за pass by value, значи разликата е во тоа што значи кога правиме pass by value
системот во позадина овдека, значи ни креира копија од таа променлива што сме ја пратили. Значи, креира копија и потоа цело време работиме со таа копија. Кога излеземе од функцијата, значи, како што рековме, се што е локална варијабла, значи ова се брои копијата како локална. Кога ќе излеземе од таа функција, значи, кога ќе излеземе од неја, значи се тоа се губи од меморијата. Ајде сега да го нацртаме сето ова практично како изгледа. Значи, ќе го нацртам само стакот, или ќе хипнеаме во овој пример. Ова не да речеме. Го раширив ново, ова е, значи, стак меморијата. Стак меморијата и велиме вака. Оке, значи, креираме една интеджер променлива myInt. Значи, таа е овде. myInt. Ние овде. Оке. И велиме и ставаме вредност 50. Оке, еве ни е 50. Потоа, значи, реков стакот расте нагоро и иде надолу. Потоа велиме, ја повикуваме оваа метода passByValue. Влегуваме тука и ова вели, оке, креирај ми една во позадина, значи копија од таа променлива која што пратиле како параметар. Значи, овде ова ми е myInt2, видиме копија, оке, копијата, значи, видиме дека ова има доле вредност 50 и копијата, значи, идентична како оваа доле. Потоа велиме оке, вредноста на оваа копија што сме креирали, значи myInt2, сега ќе промениме вредноста во стотка. Сега, значи, ова 50 ни станува стотка. Изгледаме од оваа метода, значи, оваа променлива ни беше локална, значи сега ова мемориска локација ни се празни и ни се брише полето и е достапно да искористиме таа меморија повторно. И потоа велиме, печат ја повторно вредноста на myInt променливата. Еве е myInt променливата и ќе ни се испечати кој што видовме 50. Ајде сега да го видиме другиот пример. Значи, за да не куцам се и да не губам дополнителни 2 минути, еве го искуцам сето ова. И ајде на брзинка да поминеме да видиме што имаме овдека. Оке, пред да идем од main, па ќе се вратим горе на методата. Оке, имам повторно main. Ствари имам дозволих скоро се. Имаме, значи, една класа, person. Таа има една променлива од тип string, име. Потоа велиме овде оке, креира нов објект, нов person. Променливата, значи, name на овој објект, му ставаме вредност Никола. Потоа повикуваме ова метода горе, change reference type, како параметар прима person, и потоа велиме оке, на тоа што сме го пратиле, името му е Марија. Потоа, исто како во претходниот пример, велиме оке, на оригиналната променлива горе, испечати тоа што има вредност name. Дока стартуваме сега програмата, значи во претходниот пример кога работивме со integer, кога испечативме овдека, значи променливата си ја имаше горната оригинална вредност што ни беше Никола. Во овој случај, значи, ќе видиме дека ќе ни се испечати Марија. Значи, со оваа промена овдека, значи, ни се променила и вредноста на самата променлива тука. Да видиме дека тоа навистина е така. И кој што гледате, значи, баш така ни се испечати Марија. Ајде да го нацртаме сето ова. Значи, кој што реков, овие видео, значи, ќе бидат понапредни, така да треба малку повеќе внимание да посветите доколку нешто не ви е јасно. Доколку мислите дека овие работи не се битни, верувате дека се многу битни. Ајде го нацртаме овдека меморијата. Еко, имаме два дела. Ајде така нацртам. Значи, ова ни е так. Ова ми е овдека хип. И да видиме ајде што се случува. Значи, одиме поред. Значи, велиме ни треба меморија за оваа променлива, кој е тип person. Значи, тоа рековме овде на стак. Овдека, и велиме person 1 се викава. Person 1. Добро. Person 1. Сега, значи, пред да речеме new, значи оваа променлива има вредност овдека 0. Да напишувам 0.
и потоа велиме new. Рековме секогаш кога повикуваме new, тоа ни е практично, велиме ОК, значи сега што и да правиме, работиме во хипот. И велиме во хипот креирај нов објект од тип person. Нов тип, ова е person, а person рековме има само една променлива што е name. Ќе речеме name, значи има три променлива, ќе инсертираме box. Тоа ни е, значи, променливата што ни е за person. Потоа велиме, person 1 ни покажува на тој објект. Рековме ова ќе има некоја мемориска локација, 1, 2, 3, и рековме со ова, значи, каде сме, person 1 е еднакво new person, значи, person 1 покажува на тој објект. Значи, ова покажува на овој објект овдека. И тоа практично значи дека person 1 вредноста му е мемориската локација што е на тој објект. Тоа му е 1, 2, 3, значи таа мемориска локација има. Потоа рековме со скролот се менувало големината на четката, веќе не знае. Океј, потоа ја повикуваме методата и правиме pass by reference, значи го пуштаме овој објект што е овдека person 1. Овдека велим океј, значи person 2, значи како што може да прочитате во текстот, кога правиме pass by reference, ние во суштина ја праќаме мемориската адреса, односно тоа е како поинтер до објектот. Значи велиме ОК, person 2, оваа мемориска адреса 1, 2, 3, значи се сме овдека, person 2, значи бидејќи истото, таа мемориска адреса. Велиме person 2, ОК, на таа мемориска локација промени го име. Значи на мемориската локација 1, 2, 3, ОК, гледаме дека има име. Претоставивме овие Никола имаше. Никола, значи бидејќи овдека велиме Никола. Велиме на таа мемориска локација, ОК, ова што е вредноста за променливата name. ОК, имаме name. Ајде, вели, ОК, бришеме се што имаме. И велиме сега тука ќе пишеме Марија. ОК, тука сме завршиле, сме променили тоа, значи сме со повикот овде и потоа велиме console.writeLine person1.name. Person 1, кој што рековме, има тоа е освари мемориска локација. Мемориската локација 1, 2, 3. ОК веле испечати мија вредноста за променливата name на таа мемориска локација. Мемориската локација е 1, 2, 3. На 1, 2, 3, значи моменталната вредност му е Марија. И со тоа ќе ни се испечати овдека Марија. Значи, што гледаме, иницијална вредност не била Никола овдека. Со овој повик овде сме пратиле pass by reference, сме пратиле објект. И со тоа, значи, сме му промениле вредноста на променливата од Никола во Марија. Знам дека, уште еднаш ќе кажам, може би звучи малку збунувачки, но мора да знаете како сето ова функционира практично. Така да, дечки, и за ова видео мислам дека е доволно. Доколку имате прашања, значи би ве замолил, пишувајте коментари и таму да водиме некоја дискусија за да се шири активноста на видеото.